Добре дојдовте во уште една епизода на Неделко Миленко шоу. Ова 163-та сезона. Ќе ја започнам релаксирано со сечење на оваа изузетна пура, што специјално за мене ја има направено Фидел Кастро во 30-тите, кога бев таму на рели низ Варадеро. И ќе си ставам исто од овој ирски напиток, ирска солза, како што го нарекуваат западно од островото. Морам да се релаксирам, зашто кога ќе почнам да зборувам, ќе се изнервирам. Да. Тоа ми е подарок од Брежњев. Овој пијалок. Но ништо не е комплетно заокружено, без кашкавал од нашата рамна мајка Македонија. Еве го. Кашкавал доаѓа од турскиот збор каш, што значи сир, сирење. И кавал, демек сирење од кавала. Кашкавал. Кавала, знаете, познат македонски град, сега запоседнат од грчкиот неофашистички окупатор, и тие, бидејќи се ксенофоби, одбиваат да го викаат Кашкавал, го викаат кефалотири, демек кефало глава и тири сирење, глава на сирењата, кефалотири, фашисти. Денеска ќе зборуваме за една теорија на заговор, како што милуваат љубителите на Џорџ Сорос да го наречат, теорија на заговор, односно теорија на вистината, како што јас сакам да ја наречам. Прашањето е, очигледно, тука е пред нас, сите го мислиме истото. Прашањето е, кој им ја мати водата на коњите? Кој ми беше мајсторот, што ми ја мати водата? Кој е човекот што доаѓа од могила, кој е човекот што доаѓа од цапари? Едноставно, некои луѓе велат дека нашата мајка, нашата мила и рамна Македонија е контролирана од странски соросоидни служби кои плаќаат пари во цапари за некој таму да пари коњи. И после тоа тие луѓе им ја матат водата на коњите. Да чуеме уште еднаш. Водата на коњите, коњите кала козите. Ете, гледате, некои луѓе ставаат хемикали или chemtrails во водата на коњите и козите. Сега дали тие хемикали ги претвораат коњите во хомосексуалци, дали има пилот во авионот горе или Deep State-от, длабоката држава, сето тоа го има исхендлано, исконтролирано преку Мосад, и сето ова е игра на САД да не ги врати кредитите на Кина. Вие сте умни, образувани луѓе и сами ќе си донесете пресуда. Или пак дали коњите се механички создадени животни и во нив има мали азијци кои ги контролираат за да ја шпионираат нашата една мајка, нашата мила и рамна Македонија. Одговорот е едноставен. Фала Богу дека да. Сега не го велам само јас тоа. Во тоа ќе се сложи и мојот пријател, класниот раководител во школото Јохан Хајнрих Песталоци, Мирка. Така ли е, Мирка? Така е, така е. Ете, фактите зборуваат сами. Тоа беше тоа од оваа емисија на Неделко Миленко шоу, 232 сезона. Придружете ми се во следната епизода, каде што ќе има боцкање. И ќе ви откриам
како песната сторил ниет зајко е всушност пропаганда од страна на СДСМ, нормално. Се гледаме, драги гледачи и уште подраги гледателки. Убаво кашкавалче.